Информативен преглед на К1 телевизија. И денеска ви донесуваме вести од земјоделие, инфраструктура, политика и образование. По настаните на денот се враќаме веднаш. Останете со нас. Овчеполските земјоделци ги бараат ветените пари од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. За една година пролонгиран рокот за изградба на автопатската делница Миладиновци Свети Николе Штип. Прв академски час за студентите на Штипскиот универзитет Гоце Делчев и Свети Климент Охридски од Битола. Овчеполските земјоделци ги бараат ветените пари од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Веле дека ова не е се. Ресорното министерство останува глуво и на барањата на овчеполските фармери за ослободување од плаќањето на закупнина за земјоделско земјиште. Колешката Катерина Нацева ни ја пренесува сликата. Светиниколските земјоделци си ги бараат ветените 6000 денари од министерот за земјоделие Лјупчо Николовски. Тие велат, парите ни ги вети како дополнителни субвенции, но ниту нив ги имаме, ниту субвенциите ги добивме. Велат дека ова не е се. Ресорното министерство останува глуво и на барањата на овчеполските фармери за ослободување од плаќањето на закупнина за земјоделско земјиште. Баравме од повеќе пати од Министерство за земјоделие за ослободување од елементарната непогода од киријата. Меѓутоа, неколку пати поднасавме и барање, и доставува, и разговори правевме, од таму нема слух за ова работа. Пред некој ден и баравме да ни ги сплатат тие 100 евра што ни се обаќани од прошлава година, 100 евра, и ги бараме за останатите субвенции и не ни е платено семенската роба. Земјоделците се бесни на најавата на премиерот Зоран Заев дека од наредната година за да се добие субвенции ќе мораат да произведат 10% повеќе од претходната. Тие прашуваат што ќе се случи доколку временските услови не го дозволат тоа. Напоменуваат дека земјоделството е фабрика на отворено и за крајниот род не секогаш главната улога ја има земјоделецот. Ние земјоделците од Чупулијата вака ќе кажеме. Слободно ние од нас ќе дадемо све, нека биде така. Ќе дадемо рање, ќе дадемо, ако обезбедат они семенско оригинал, ќе насеемо, ќе дадемо ѓубриво. Но премиера што захтева така, ние захтеваме нега вака. Кога ќе треба дошол, нека даде дошол в Чупулијата. Значи од нас ќе биде дадено семето, рањето, трудо, све ќе биде дадено, в Чупулијата страда само за вода. Штом тој захтева така, ние викаме вака. Штом може он се да натера нас, нека ни даде бери вода. Пред самиот почеток на есенската сејдба, земјоделците стравуваат дека и наредната година ќе биде тешка. Златко вели, без помош од државата, земјоделството ќе доживее колапс. Временските услови се неповолни, не се добри. Ако продолжи вака и едната година да биде, значи земјоделците немаат моќ, ќе не можат да насејат, немаат пари и што ќе се случи? Значи мора да пропаднат. А нема помош од државата, тоа ќе биде. Доколку барањата не се исполнат, земјоделците велат дека својот револт ќе го искажат преку масовни протести. Обидот на К1 телевизија за барањата на земјоделците да добие став од ресорното министерство останаа безуспешни. За една година пролонгиран е рокот за изградба на автопатската делница Миладиновци Свети Николе Штип. Ова го истакна денеска министерот за транспорт и врски Горан Сугарески, кој заедно со директорот на јавното предпријатие за државни патишта Зоран Китанов изврши увид во градежните работи на автопатот.
За една година продолжен е рокот за завршување на изградбата на автопатската делница Миладиновци Свети Николе Штип. Септември 2018 година министерот за транспорт и врски Сугаревски вели дека делницата ќе биде завршена. Тој денеска направи увид во работата на делницата. По барање на изведувачот Сихидро потпишан е анекс договор за продолжување на рокот, кој минатата недела помина на владина седница, а се очекува оваа недела да влезе на собраниска седница и да биде изгласан. Владата на Република Македонија на минатата седница даде предлог на закон со анекс договор за продолжување на рокот за изградба на оваа автопатска делница. Очекувам во текот на оваа недела Собранието на Република Македонија да го потврди тој анекс на договор, односно предлог на закон, со кој што за година дена, односно до 39.2018 година, ќе биде интензивирана оваа градба и биде конечно завршен овој автопат. Според директорот на јавното предпријатие Државни патишта Зоран Китанов, ова пролонгирање е поради отстранување на недостатоците кои се појавиле при изградбата во изминатиот период. Успеавме да ги надминеме сите проблеми кои што се во врска со далноводите и ви гарантираме дека се ќе биде продолжено во најбрз временски рок, за да може интензитетот да оди до крај така како што треба. Продолжениот рок, според надзорниот орган, е доволен за да се отстранат недостатоците на терен. Пред се проблемите може да се лоцираат во дислокацијата на одредени далноводи, ги имате зад мене, може да се видат, одредени експлоатациони проблеми, измени и дополни на проектна документација ради теренски услови и пред се ради појавени количини, зголемени количини, ради нестабилноста на слечишта, косини и така натаму облажување. Пак ќе повторам, патот не е ниеден момент во прекин, има закаснување во определениот рок, али ние сме сигурни дека до крајот на предвидениот продолжен рок, дека патот ќе биде завршен, ќе се отстранат проблемите и патот ќе биде завршен во предвидениот рок со анексот кој го спомна директорот и министерот. Ваквото пролонгирање на рокот нема да предизвика дополнителни финансиски импликации врз буџетот и целокупниот проект, потенцираше министерот. Досега се завршени околу 75% од целокупната автопатска делница. Поранешен председател на Сдружение на пензионери во Свети Николе, 66-годишниот НП, заработи кривична пријава поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување. 66-годишниот НП од Свети Николе се здоби со кривична пријава од страна на полициска станица Свети Николе поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување. Пријавениот како поранешен председател и одговорно лица на Сдруженијето на пензионери се идни на Свети Николе и покрај тоа што на 21.8.2017 година на состанок на собранието на Сдруженијето бил разрешен од функцијата. На 24.8.2017 година неовластено извршил враќање парични средства на физички лица од трансакцијската сметка на Сдруженијето со вкупен износ од 227.900 динари, со кој износ го оштетил Сдруженијето. Свечано одржан првиот академски час на Технолошко-техничкиот факултет во Велес. На новите бруцоши им беа доделени студентските индекси и им беше посакан успешен старт на учебната година. Тие се дел од двете студиски програми кои ги нуди факултетот: нутриционизам и прехранбена технологија и биотехнологија. Академската година започна, индексите поделени на бруцошите. На Технолошко-техничкиот факултет во Велес денеска се одржа првиот час. Очекувањата подеднакво големи и кај студентите и кај професорите. Бруцошите се запиша оваа година на двете студиски програми кои што ги нудиме. Првата е прехранбена технологија и биотехнологија, кој што е основниот столб на факултетот, а додека втората ни е насоката нутриционизам. Во прва година на Технолошко-техничкиот факултет во Велес и на диспрезираните студии во Битова запишани се 30 на студенти. Повеќе од половината ја одбрале насоката нутриционизам. Новој факултет во тек е уписот за втор циклус на студии. За вториот циклус во тек се пријавувањата и уписите на студентите. Тука ќе понудиме 3 студиски програми. Првата програма е едногодишна управување со квалитет и безбедност на храна, едногодишна нутриционизам и двогодишна нутриционизам.
Учебната 2017-2018 година по втор пат ќе запишеме докторски студии, значи докторанти, на студijskата програма Иновативни технологии и на храна и нутриционизам. Дисперзираните студии во Кичево од Технолошко-техничкиот факултет информираат дека оваа година се ставени во мирување. Продолжуваме со иста тема. Денеска започна првиот академски час и на дисперзираните студии во Кавадарци, кои се дел од Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Оваа учебна година се запишени 70 на студенти, на кои денеска им беа доделени студентските индекси. На студиите во Кавадарци активни се 3 факултети со 6 наставни програми: земјоделски науки, информатика и факултет за природни и технички науки. Околу 70 на бруцоши денеска го следеа првиот академски час на дисперзираните студии во Кавадарци, на вториот поред најголем универзитет Гоце Делчев од Штип. Од овој ден студентите и официјално го започнаа нивниот пат кон нови знаења и кон академската заедница. На студиите во Кавадарци активни се 3 факултети со 6 наставни програми: земјоделски науки, информатика и факултет за природни и технички науки. Информираше денеска професорката Виолета Димовска, која рече дека имајќи ги во предвид условите за образование и трендовите кај младите, оваа бројка на студенти е задоволителна. Наставните програми ние постојано ги менуваме, имајќи во предвид дека имаме и законска регулатива, која што не условува да секоја 5-та година вршиме нови акредитации и реакредитации на старите програми, токму од тоа произлегува и потребата за воведување на нови програми, односно и промени на веќе постоечките програми, се во насока на задоволувањето на потребите на стопанствата и усогласување на нашите програми со светските универзитети. Студентите влегуваат во нова фаза од животот, која што за нив ќе биде голем предизвик, трасирајќи го патот на академската наобразба. Годинава најмногу студенти во Кавадарци се запишале на наставната програма за индустријска логистика. Значи, ние и досега имаме склучено договори со стопанството, односно со фирмите кои што се соодветни за наставните програми, и сите наши студенти, почнувајќи од прва година, значи задолжително спроведуваат практична настава во зависност од наставните програми, некои во текот на летниот период, но голем дел како што е земјоделски, енолозите септември, октомври ја спроведуваат најголем дел од праксата, бидејќи и самата наставна програма, односно и самите технолошки процеси се во тој период. Денеска на сите нови студенти им беа врачени и студентските индекси. Освен во Кавадарци, првиот академски час се организираше и во Скопје, Струмица, Прилеп и во Штип. На универзитетот годинава ќе студираат околу 1300 нови студенти кои ќе следат наставата на различни студиски програми. Општинската организација на СДСМ Велес преку пресконференција праша зошто не е реализиран проектот Градска куќа, кој што е ветување на градоначалникот Чадиев. Од локалната самоуправа велат проектот Градска куќа е изработен и во моментов е во Министерството за финансии. Наместо СДСМ да обвинува, да праша зошто нема одобрение од Министерството за градба. Зошто Велес нема градска куќа? Зошто ветениот проект не е реализиран? Денеска на пресконференција прашаат општинската организација на СДСМ. Јордано вели дека според ветувањата на Чадиев, овој објект кој што е во сопственост на општина Велес, досега требало да биде градска куќа. Објектот стои руиниран во внатрешниот и во надворешниот дел. Велес се уште нема градска куќа. И редно е пред само неколку месеци од истекот на мандатот на господинот Чадиев да го прашам: господине Чадиев, каде е градската куќа што им ја ветивте на Велешани? До кога овој објект ќе го груби лицето на градот? Јорданов прашува и зошто во отчетот за сработеното нема финансиски извештај. Дали тој е заборавен или пак намерно изоставен? Заборавивте да им кажете на Велешани колку ја задолживте општината, да кажете колкав е долгот на општината. Заборавивте ли да кажете колку проекти од вашата книга на ветувања, односно вашата изборна програма, не реализиравте? Инвестицијата за уредување нови простори изнесува 3 милиони денари, а проектот за реконструкција на објектот веќе е изработен. Финансиската конструкција за истиот изнесува 5 милиони денари. Од нив 3,1 се грант од Светската банка, а остатокот се средства од буџетот на општина Велес, стои во писмената реакција на општина Велес.
Поради политичката криза, во која токму СДСМ ја втурна државата, немаше можност за реализација на проектот во пролетните месеци. Во меѓувреме, истиот е испратен на одобрување во Министерството за финансии и оттаму се уште нема одговор. Ние сакаме да ги упатиме луѓето од СДСМ да прашаат зошто Министерството за финансии не дава одговор на барањето за реализација на проектот или можеби тоа се прави со цел блокирање на општина Велес. За обвинувањата за задолженост на општината, од локалната власт во писмената реакција напиша: Буџетот на општина Велес и касата се целосно ликвидни. Обврските се подмируваат и институцијата функционира нормално. Општина Велес е најтранспарентна општина во Република Македонија и граѓаните во секој момент знаат каде и за што се трошат нивните пари. Градскиот стадион е уште еден пример дека она што ВМРО-ДПМН го ветува и го реализира. Од запуштен објект во времето на СДСМ денес е спортски терен со исполнети услови за да се одигруваат меѓународни надпревари, велат од ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН е партија која цврсто стои зад паролата "Ветуваме, реализираме". Еден од доказите за ова е градскиот стадион, рече на пресконференција Иле Попов. Тој потенцира дека во времето на СДСМ стадионот бил целосно заборавен од државната и локалната власт. Еве како претходно изгледаше стадионот. Денес сликата е комплетно промената. Нашите дела се видливи за сите. Со помош на владата на ВМРО-ДПМН и градоначалникот Славчо Шадиев, градскиот стадион во Велес е речиси целосно изменет. Поставена е вештачка трева на која може да се играат надпревари до полуфинале од Лигата на шампионите. Теренот има нова дренажа. На главната трибина монтирани се 1000 столчиња. За реконструкција на градскиот стадион инвестирани се околу 600.000 евра. Подобрување на условите за спорт и рекреација се вистинската насока за развој на младите генерации. Токму затоа во време на владата на ВМРО-ДПМН се посветуваше многу на оваа тема, вели Попов. Сосема спротивно беше времето кога СДСМ ја водеше општината. Тогаш немаше никакви инвестиции и проекти на полето на спортот. Клубовите пропаѓа, не се вложуваше во инфраструктурата, младите изгуби интерес да членуваат во спортските клубови. Трибините беа празни. Екипите играа во најнизок ранг на надпреварување. Попов потсети дека во последните 4 години во Велес се изградија 2 тениски игралишта, 3 повеќе наменски игралишта, фитнес зона, а се формира и градски клубови во ракомет и одбојка. Донеси книга "Слушни музика" е насловен утрешниот настан кој што ќе се одржи во Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци. Настанот е во организација на Советот на млади со подршка на Асоциацијата на Агенција за локална демократија Алда од Скопје, а свое учество ќе земат и кавадаречките музичари. Донеси книга "Слушни музика" е насловен настанот кој што ќе се реализира утре во Кавадарци, а има за цел промовирање на читањето книги и зголемување на библиотечниот фонд. Како што појасни денеска Даниел Уневски, председател на Кавадаречкиот совет на млади, при влез на концертот на познати музички изведувачи од Кавадарци, посетителите треба да донесат книга. Се работи за еден музички настан кој што има за цел да собере што е можно повеќе книги кои што потоа ќе бидат донирани на училишните библиотеки од Кавадаречките основни и средни училишта, а целта е да го збогатиме библиотечниот фонд на сите училишта во Кавадарци. Се разбира, можеби нема да бидеме во можност подеднакво секаде да одговориме или дека тоа ќе биде некоја огромна бројка, но нашите очекувања се дека овој прв настан ќе биде само еден вовед во низа на настани кои што ќе поттикнат вакви и слични иницијативи кои што ќе го збогатат библиотечниот фонд и ќе ги натераат младите што почесто да читаат. Уневски додаде дека се чувствува оти книгите се поретко се пријатели на младите, па затоа и се одлучиле на еден ваков чекор. Ова ќе биде настан за кој веруваме дека ќе поттикне и други вакви слични иницијативи, нагласи тој. Ќе настапат познати музички имиња и 2 балетски студија. Ќе настапат речиси сите оние кои што се слободни, почнувајќи од Наташа Малинкова, Перо и Пикси, Smoke Shakers, Бадасал, Харизма бенд, Ориентал бенд и Лидија Паскова. Тука ни се и 2 балетски студија, балетското студио Венус и Линеа. Секако огромна поддршка имаме и од невладиниот сектор, затоа што и
членови од Советот на млади доаѓаат, дел од членовите доаѓаат од невладиниот сектор. Настанот е поддржан од локалната самоуправа и неколку кавадаречки невладини организации, од кои всушност доаѓаат и членовите на Советот на млади. Настанот ќе започне во 20 часот. Жребката за утврдување на редоследот во единствената листа на кандидати, редоследот на гласачките ливчиња ќе се одржи утре во 12 часот, соопшти Државната изборна комисија. Од ДИК ги покануваат овластените представници на политичките партии, коалициите и групите избирачи, кои ќе учествуваат на локалните избори 2017 година, да учествуваат во жребувањето, а со себе да понесат овластување од подносителот на листата. Вестите од Македонија. Министерството за труд и социјална политика им ја исплати на граѓаните за останатата социјална помош. За ова денеска ја информираше јавноста министерката Царовска. Тоа рече, практиките се менуваат, институциите работат само во интерес и грижа за граѓаните. Министерство за труд и социјална политика овој месец направи 2 исплати на социјална парична помош и правото на туѓа нега. Или на 1.9 граѓаните добија една исплата, онаа која што е задоцната, и сега на 14.9 исто така имавме втора исплата во истиот месец со цел да исправиме неправдата која што пред 6 години била направена на најранливите категории на граѓани. Царовска информираше дека за оваа исплата со ребалансот на буџетот обезбедени се дополнителни 200 милиони динари. Од полнок горивата со нови цени, бензините поскапуваат половина денар за литар, а цената на дизелот се зголемува за 1,9 денари, соопшти Регулаторната комисија за енергетика. Новата цена на Евро Супер БС 95 ќе изнесува 63,5 денари за литар, а Евро Супер БС 98 ќе се продава за 65 денари. Малопродажната цена на евродизелот ќе биде 49,5 денари, а екстра лесното масло за домаќинство ќе чини 38,5 денари за литар. Со одлуката на Регулаторната комисија за енергетика за 0,656 денари за килограм се зголемува и малопродажната цена на мазутот М1ХЦ и ќе изнесува 24,537 денари за килограм. Како причина за зголемувањето на малопродажните цени на нафтените деривати, од Регулаторната комисија за енергетика ги посочуваат 5,14% повисоката просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и 0,759% понискиот курс на доларот во однос на денарот. Вести од светот. Најмалку 15 лица загинаа, 43 се повредени во самоубиствен напад што денеска го извршиле двајца бомбаши самоубијци во североисточниот дел во Нигерија, соопшти представник на локалната полиција. Во продолжение станатите информации од светот. Тропската бура Марија им се заканува на Карибите. Француската влада веќе издаде предупредување од ураган за својата карибска територија Гваделупе. Американскиот национален центар за ураган соопштува дека ураганот се приближува кон југозападниот дел на тој остров. Франција исто така издаде предупредување за тропска бура за Мартиник, каде Американскиот центар очекува дека доцна вечерва ќе достигне статус на ураган. Бурата моментално се наоѓа на околу 400 км југоисточно од Малите Антили со брзина на ветерот од околу 100 км на час. Доколку не се променат условите во Парискиот договор за клима, Соединетите американски држави се повлекуваат од истиот. Во писменото соопштение под паролката на Белата куќа Сара Хакби Сандерс напиша: "Нема никаква промена во позицијата на САД во однос на Париската спогодба. Како што председателот повеќе пати јасно кажа, САД се повлекуваат, освен доколку не можеме повторно да се приклучиме кон него, но под поволни услови за нашата земја." Ова информација доаѓа од како весникот Wall Street Journal цитирал изјава на европски представник за клима дека Соединетите американски држави немало да ја попречат Париската спогодба, туку ќе се обиделе да ги преразгледаат условите под кои може да презентираат ангажмани во рамки на актуелната состојба, пренесува агенцијата ДПА.
Денеска имавме сончево и топло време. Од УХМР информираат дека топлото време ќе се задржи утре, а во среда ќе дува засилен југозападен ветер со повремени врнежи од дожд и ретки грмежи. Од четврток со умерен до засилен северозападен ветер ќе има значителен пад на температурата, но се уште и повремен дожд. Потоа времето ќе биде стабилно и посвежо со особено ниски утрински температури. Тоа е се што подготвивме за ова информативно издание. Ви благодарам што не следевте. Пријатно!